југоисточниот дел на нашата земја, на границата со Република Грција, сместено е едно од трите македонски природни езера, Дојранското езеро. Животот покрај него денес се манифестира преку 4 населби на самиот езерски брег: Сретеново, Стар Дојран, Нов Дојран и Николик. Селото Николик е најстарото населено место во општина Дојран. Се наоѓа на надморска височина од 190 метри. Потеклото на селото не е утврдено, но се споменува дека во него порано живееле претежно жители од турска националност. За настанокот на Николик постојат различни легенди и преданија, кои со задоволство ни ги раскажа Ѓорѓе Тунев. Николич, легендата кажува дека постанало некако неколчани. Најстаро населено место е Николич, тука во тоа округ Дојрански. А некогаш неколчани правили са воата од племина некои. Срахуват у воата, правили скали за да прават и на колци во воата живеали. После тоа од страх го збират скалата во воата, не можат да пливат и така да останало од тоа, вика легендата кажува дека Николич е постанал од тоа. Некои питат дали е српско село. Не, македонско село е, али од таа гледна точка, значи, Николич е постанал од неколчани. А порано Николич е бил таму на граница. 12-та година имат изградено црква таму. После турците го запалеват таа црква. И кога дојдели србите и кажали подалеку од граница, веќе граници се поставило, подалеку да се од граница и 16-та година почнали да оправат Николчан, тука на тоа место. А пред тоа имало е стара населба. Има горе градишто го викват црква, никој не памте кога е. Од кога е правена, а и ден денеска стоат темелите на таа црква зариена, е потрупана. Друга црква има в гробишта пак стара, никој не памте. Најстариот човек што беше тука во селото, 113 години, вика, го питаваа наши луѓе, дали го памта таа црква, кога е работила. Не, вика, дедо ми кажуваше, оти са викала се од Никола, таа црква, в гробиште што е, а таа горе, никој не зна ни ка се вика. А таа на старото село што е, таа црква се викала Свети Ѓорѓе. Сега направима тука нова црква во Николич, и на тоа име, на Свети Ѓорѓе името, само други темели, оддалечено од селото и направиме в селото, па на тоа име Свети Ѓорѓе да се вика црквата. И тоа село е тука населено после 16 година. Почнали да се селят, порано било на границата селото и од 16 година почнало да се градат тука селото и тука. А има населби горе над селото, што никој не памте. Гробиште има, никој не памте. Вот Колеар така работила и така се останало тие гробишта. Никој не памте од кога се и шо се. Како што минувале годините, така се развивало и селото Николик. Асфалтирани улици, водовод, училишна зграда, црква, убави куќи. Сето тоа е дел од ова населено место. Но не само тоа, местното население се гордее и со погодната местоположба на своето село, бидејќи речиси од сите страни имаат прекрасен поглед кон Дојранското езеро. А изградбата на фабрики го спречува иселувањето на жителите од овој крај.
Сега во Николик живеат околу 541 жител. Станува збор за старо село со голема традиција, со едно лојално население кои за разлика од повеќето села во Македонија младите луѓе остануваат, живеат, не се иселуваат и деновиве можеме да кажеме дека едно е од селата кои економски сами екзистираат. Населението претежно е земјоделско, скоро и да не постои куќа во Николич која не поседува своја нива или своја земјоделска површина и најчесто се одгледуваат зелки, други градинарски култури, а не е мал бројот на луѓе кои имаат и сопствена стока. Назад во историјата Николич се памети како сточарско село во кој секоја куќа поседува своја стока, крави, овци, кози и доста порано имало и волови кои се користеле за обработка на земјоделските површини. Денес структурата на населението е променета, но сепак се уште земјоделските површини се обработуваат и се одгледуваат. Во село Николич функционираат и повеќе фирми, но несомнено дека една од најголемите и во општина Дојран, а најголема во село Николич кој и по број на вработени, меѓутоа и по број на производство е фабриката Дојран Стил. Станува збор за грчка инвестиција која годинава и дополнително ќе се проширува со инвестирање на нови 10 милиони евра во проширувањето на производството. Општина Дојран континуирано вложува во инфраструктурно уредување на селото. За оваа година имаме предвидено асфалтирање на регионалниот пат Нов Дојран Николич, со што пристапот до село Николич значително ќе се подобри, ќе се реконструира патот, ќе се прошири и верувам дека и понатаму дополнително ќе го заживее ова село. Покрај патната инфраструктура водиме грижа и за најмладите. Како што реков претходно, младите луѓе остануваат во селото, немаат желба за иселување, екзистираат и работат во селото. Општина Дојран со поддршка од владата почна со изградба на едно повеќе наменско спортско игралиште чија изведба е при крај и веќе можеме да видиме како голем број на дечиња се собираат, играат на тоа игралиште и представува еден нов вид за забава, рекреација и за спортување на младите во Николич. Гостопримството е убава одлика и културен белег на добронамерните и добродушните стари дојранчани. Традицијата на гостопримливоста на жителите од Николик трае и се до денешни дни. Одејки разгледувајки ни селото, јас догледавме баба Ката. Седеше во еден прекрасен двор и уживаше во тишината и своите мисли. 82 годишната жена ни раскажа каков бил животот порано, а како е сега. Прекрасна приказна која не остави без див. Едноставно рај за уши, дар за секого. Многу тешко живот сме прекарали. На рака со жнише, води немаме, се на рака, мака голема вода нема, стока има, ама нема дек да пои, дек да правиш, викам, тој мака до мацано, викам. Ја ти велам. Как е било со младите? Имало ли тогај многу млади работили? И има, младите сите работат тогајца. Младче фабрики нели нема, ама а сега дека конфециите дека на фабрики работат, пак има младите се запослени. А на нашето време немаше ништо. Нема, сите дома биме. Ја. Тогај нек сме били живи, тогај наша мајки побајат деца сме били, викам. И тие деца голи босички, колко сме одили оснолона. Едно време обувка нема, облеклонца нема. Ние само на Великден ги се облечаме, на Божик,
и на Георгиевдан. Немам вувкички, шарен на лънчета. Се сликувам, се правам, панагирим се тук, Георгион се сбира от чуждо место и да много. Сега колко толкова препаднати работогайца, викам това, виса много. И викам, тежък живот, таков живот, няма фустан да си купиш, няма нищо, знаеш, що е мизерия. Такова мизерия. Сега када се поплачва, що? Няма що. Сега и пенсии ни дават колко толкова, нека се живи, младите що викат. Арно, субвенции ни дават. Арно, се е убаво сега за сега. А има ли млади от селото сега да изселюват ли се? Има ли много места се изселюват? А се изселят, ама нема. Ди сега за сега, що са, нели младите като от тебе, на фабрики работят там, всички са тук. Не се изселяват от тук. Има, значи, тук работа за младите? Има. Фабрика има. Що шият, как го видят, забравих пак каса, вих, кой има. Конфекция има, младите, всички са заposlени нашите. В селото нема и мъжи, и се, сите. За сега, се ярно. Амбуланта има, продавници има, всичко има. Арно сме, сега, убаво. Афион са явама, Титин са явама, Бубай са явама, Слънцоглед са явама, други работи, жито са явама. И то все на ръка се работеше. Ке вързави снопава, ке жниш, ке пустиш, ке правиш. Чинички са явама, копама. То виша мъка, мъчани сме, мъчани до мъчани. Стока има, ама биоля тога имаше. Ти верям, много мъка виша, много мъка. Сега я, или ти ще шракни. За 5 минути ке направиш ядена. И аз сама ке дойдах от полето, ке валя моите всички тером. Сита вечера, кой си има стари, нели дома, да? Си вечера си лягинат, аз една сойгин ке валям. Една вечера ке правим, нели по-стар немиш дома, сама аз съм млада, на работа. Много мезер, много прекарах. Имиша рибари, то рибара крапава я. То сколи носа. Имам една река горе, там врек да ги мияме, страшни. Немаме замръзнавача. И ги слушаме, рибите, ама не сладки, слушани солени, не ги насолиш, като пастарма, ки тура, ама горе, ки обесмо и мачки да не изяд. Аз тогайце, шо риба имаше, се крап, това време сега. Нема шо. А сега па нема таква риба. Има таква башкия, а и как вика, как трябва вика, башкия. От мрежа изплетена, толкова така, от 4 дърва, заковани, и мрежа, и они ка се бият, нема страх, то лопота, всичко дигат. Мен право баски, да ги полубиш, ки си имаш такова канапа, ки си ги нанижиш, си ги дигнеш на гърба, на тик се качиш, то виша нема шовели. А сега нема карапава така. Сега по-рано каража имаше скилажа, що изкарва. А нема сега, нема. А първите години, на нашето време, риба, да не ти кажем. Все крапава. Не ядам ни ситни риби. Все крапава. Деко дядат и толкова риби, не знам сега. Риболовот во Дојранското езеро од секогаш бил главна економска активност за локалното население. Во минатото, во светската научна литература, езерото е представувано како едно од најпродуктивните езера во Европа, играјќи значајна улога во обезбедувањето на локалното население со риба. Знаејќи го овој факт, на патот кон Николик размислувавме само за едно – каде се многобројните рибари што постоеа некогаш, зошто денеска речиси никој не го практикува традиционалниот начин на ловење риби. Сакавме да ја слушнеме приказната на старите риболовци. Стојана Ристов, горд на занаетот, се сети на секојдневните дружби, деновите и часовите поминати на чамци во Дојранското езеро. Имало многу риби, секојдневно се одело на лов, се користеле мандри, грип и што ли уште не. Порано се ловеле дури и по 500 килограми риби, но сега веќе не е така.
Вистинските мајстори на занаетот веќе ги нема, ни раскажа Ристов. За сега тоа е минато, но дали ќе остане така или пак ќе се обнови, ќе покаже времето. Ние едно време лова на посебен начин. Со такви мандари имаше, тога постоја мандари, плетаа леси, после тоа некако сега не беше. Ние како чубана мора да се чува, ако не се чува нема да се лове. Мора да има чубан, да ги го на пилца, тие корморан што ги викат. Но основото се ловише. Ако нема чубан, ако нема чувар, нема ништо што да ловат. Мандар постоја мандар, мандарта тога са ченава клава леси, после помошу пилца. Пилца чим се чува, не му даваше пилто да влезе во мандар, што е во тоа зачувано место. Секи однесе пилто. После чуваното место ќе се постават леси и после как се заврши, как ќе дојде сезонта, се отвора едно дел од тие леси, тие ги викат котеца. Во котеца ќе се напълни целта риба. И од таму ќе се изгонат пилцне, помошу пилцне. Во тоа чувано место ќе се пуштат и пилци ги гонат и со чамац ќе влезат двојца мајстори што се тие ги ловат со пола, мислам. И се пълнат во чамац и се носат на скелето. Толку знам повеќе. А да вас грибо како? Тоа е посебно, тоа е големо плетиво. Тука одат имат места, викани места. Чилио, Ачико, едно 5-6 места такви. Се места едно штука ќе се пушта, 12 човека сме таму, 15 зависи кој как. Навлечена. Ќе ја пушаме целото плетиво, мајсторите што си ни почеставаме, ќе заобиколят на едно, колку да ти кажам, 50, 60, 100, 200 метра површина, обиколят и ќе спаднат навонка на обалта, 6 души влечат од тој дел, 6 души од тој дел влечат и се как се влече и тоа се дното оде на земата. Има камени поставени по земата, се влече се, што има во тој дел, секи спадна вонка. Тога многу се ловеше, многу имаше, а сега веќе има нешто, ама многу малку се лова сега. А порано имаше многу. А пошто е лово намален, дали тие сушните години беа 7-8 години, бегане беше водата, многу се излови, од тога е намален лово, а не виж како порано имаше многу лов. Секој ден одам, нон-стоп, секој ден одам на ловане. Некогаш одам сабале, некогаш на вечер, кога ни каже шефот, тога и одам. Вечерта станува 2 сата, 2,5 сата. Иначе лово беше зимата, лето нема. Се зимата, зимно време. Имаше многу јаки зими, многу би има измъчени. Јас и тоа се поболех некако, да едва тоа што викат. Останах многу студ, многу беше тешко. Сиромашталот голем, тука се одах многу пати, немах услови, немах коли. После години дојдем до коли се мене со колегите. Полесно не беше, али многу мога да идеме. Немаме мотора, немаме такви чуди, немаме со што дојме, вече со точкови. Колку риби се враќаа? Имаше ли многу? Па Бога ми имаше многу, то лова, ама некада 200 кила, 500 кила, некогаш едно на 2 пати што влечеме, изловиме едно близо 7-8 тона. 2 чамче пълни и на тамче напълни камиона, там што со тамче ги носија. А години за години се по-малку сега, веќе 10 години кога сум дома, не се лова некој. Слабо се лова. Најголемата имаше до 20-25 кила голема риба, сме фатили.
сом што имаше нешто, ти што беа по таа работа, имаше поставено девули што ги викат, сега не знам, тако нешто нема сега. Девули имаше многу до 100-125 кила фашта, 100 кила, големи девули имаше. Овај сомови. Уште на самиот влез од селото се осеќа мирисот на кромидот. Здогледавме многу семејства кои работат со оваа градинарска култура. Многу мина жители се вклучени во оваа работа, која е основна екзистенција на жителите од овој крај. Тона Андонова долго време се занимава со одгледување на кромидот. 47 години работи земјоделство, но ваквата култура, како што вели, е најмногу застапена во нејзината нива. Сега гледаме крумит, зелка, житарици, пченка и друго. А како оди одгледувањето на крумидот? Одгледувањето на крумидот треба прскане, вадане, ваѓане, стрижане, пакуване. Така. Тешка ли е работата? Тешка е за ваѓане, за сајаване е тешка. А семе се сада на 4 септември, после един месец одгледава и се сада на нивата. Некој пат исплаќа, некој пат по 3 динара, как не исплаќа. По 10 динара, по 15 динара исплаќа, а по 3 динара, по 4 динара не исплаќа. Ама мора да садиш. Главно занимање на жителите од овој крај од секогаш биле земјоделството и рибарството, но со менување на животните навики, така се менувало и местното население. Земјоделство за некој, рибарство за друг, а лов за трет. Очекувавме да разговараме само со рибари, но нашата посета во Николик не однесе и кај еден поранешен ловџија. Навистина интересно и ново за нас. Симо Јанкулов ни ги раскажа деновите поминати на лов. Ја со колегите што викат и роднина сме со него, удама, така на излемана, не едно как да ти кажем. На ва малку баиру да прошетаме. Ти ловџалъко знаеш как е спорт, лево, десно и така го протераме. За исто и јас сум пензионер. Си тераме работа, пензионерски нещо, земеделие. Тутунче малко садана. Да не забраваме што века има. Јас сум веќе сужентал. Јас не... Керките ми се мажија. Се са од страна, кој е вдърен, кој е в гегели. И ние с бабичките дома, колко можно толку, повртаме. Да можем оти пензијата како пензија. Не се изглаваме, мора нешто додека можеме од страна да ни дојде, да можем по-добро да што не мислиме да земе нешто, не? На твојата тајна вечера денес, Сине Божи, прими ме за учесник. Зашто нема да ја откријам тајната на твоите непријатели? А во 2009 година жителите добија едно прекрасно духовно светилиште. Црквата Великомачени Ѓорги е изградена со помош на местното население, па од тогаш до денес истата е посетена од страна на сите граѓани. Тука се венчаваат, се молат, се исповедуваат и се крштеваат. Едноставно, ова е место за секој и секого. Доаѓаат да го најдат својот мир и спокојство.
Сузана, во името на Отецот кажи амин. И Синот, и Светиот Дух. Амин. Сега секој човечни векови. Амин. Ајде, сликај. Оваа црква не е одамна, значи ново изградена црква, 2009 година. Посетеноста е прилично добро. Не е, да кажеме, лошо тоа нешто, да кажеме, се надевам дека луѓето се задоволни ова што е изградено сега. Радост се за нивните семејства, доаѓаат овде дека се каштеваат. Да спомнам дека црквата се Великомаченик Ѓорги, кој е навистина се радува за нивното село, како заштитник на селото и така. Како се случаат со верските празници, доаѓа местното население? Да, па прилично доаѓаме до добри контакти со народот, доаѓаат во црквата, ги обавуваат обредите, сите кои сакаат, да кажеме, било кој да е празник и со кршење колачи и сето тоа го обавуваат за нивно добро напредок, за среќа и за било кои потреби. Крштевањето го имат, венчавање имат, посетеноста за причес, за пост, они се среќаваат ови новини кај нив се уште не се запознаат, меѓутоа младата популација доаѓаат кај во израз дека веќе сакаат да постат. Со тоа покажуваат и здравата храна, здравото живење на христијански начин, кој треба стварно да човек да го покаже правото христијански дух на живење. Во црквата Великомаченик Ѓорги функционира и црковен одбор. Истиот се грижи за уредување на внатрешноста, но и дворот околу црквата. Кога ќе дојдете до таму, ќе забележите дека навистина има прекрасен изглед. Непосредно пред самиот влез има убави клупи и столчиња, кои служат за одмор и спокојство на многобројните посетители. А и внатрешноста нема да ве остави рамнодушни. Местното население навистина знаело каде и за што треба да се грижи. Ова црква е изградена, почна со изградба од 2001, така да заврши до 2009 година, каде што е осветено. За изградбата на ова црква, местно население, заедно со местната заедница, презема голема активности, кои што благодарение на упорноста на местната заедница, а посебно на црковниот одбор, ова црква е изградена. Местно население беше доста активно во тој период. Имаше, може да кажем слободно, дека имаше и други донации, кои што донира, посебно да го нагласиме Дојран Стил, фабриката кој што донираше доста средства. Имаше Мако Ил, исто така има доста донации. Никол Ферт во тоа време, исто така и она имаше доста донации. На тој начин е изградена ова црква. Сега моментално во црквата доаѓаат доста луѓе, не само од селото, доаѓаат и од страна, посебно има гости кои што доаѓаат и од Грција, кои што за време на викенди некои поголеми празници ја посетуваат црквата. А како функционира црковниот одбор? Па црковниот одбор почетокот беше доста активен, се некои членови ја напуштија црковниот одбор, така да останаа уште два активни, може да кажем, членови кои што се грижиме за одржување, за реконструкција некои делови од црквата и други недостатоци што недостатуват на црквата. За животот во селото да биде комплетен, изградено е, а и постепено реновирано, подрачното основно училиште Кочо Рацин, кое работи во склоп на истоименото општинско училиште од Нов Дојран.
Прекрасно место за сите дечиња, со сите услови за реализирање на одделенските часови. Во близина на школскиот двор се наоѓа и ново изграденото повеќенаменско игралиште. Инаку училиштето работи во комбинирани паралелки од 1 до 5 одделение. Во склоп на Општинското основно училиште Кочо Рацин од Нов Дојран функционира и подручно училиште во село Николич. По училиштето наставата се реализира во комбинирани паралелки во одделенска настава, значи почнувајќи од 1 до 5 одделение. Наставата ја изведуваат 20 наставници. Училишната зграда, значи до пред неколку години беше стара и руинирана, меѓутоа во последното време, во последните години за подобрување на условите за работа во училиштето направивме повеќе реконструктивни зафати. Значи тргнувајќи го сменивме кровот на училишната зграда, електричната инсталација, ги променивме вратите, прозорите, подовите, фасадата и го оградивме училишниот двор, со што ја зголемивме безбедноста на самото училиште. Во самото училиште наставниците заедно со учениците изготвуваат и реализираат повеќе манифестации, приредби по различни поводи. По повод 8 март, по повод 5 ноември, денот на ослободувањето на Дојран, по повод новогодишните празници и така натаму се реализираат културни манифестации од страна на учениците. Лето. Сонце верно нека пече, подо чело нека тече, нека стега бег шега не е, плод се бере, без тук нема лебед смек. Завејаат паски круши сливи во плодни ниви, жетва стаса во плодни ниви. Тече житен квас, скапе секој час. Првачета Лиле во училиште пивко седе и плаче. Дојде во училиште без своето мач. Ја виде Ана па брга од солчени сани. Ја подали со неја својата банана. Истрча во дворот другарките личи, се најдале вларче на себе слични. Малата Лиле, наистината баба, усврде и шие, на училиште ќе оди, весело се смее, таму ќе научи песнички да пее. Ова беше приказната за село Николик. Гостопримливите луѓе, интересните раскажувања, убавата местоположба со поглед кон Дојранското езеро ни го направија денот посебен, со желба уште еднаш да го посетиме и да бидеме дел од прекрасните пејсажи.